Американските председателски кандидати Хилари Клинтон и Доналд Трамп дебатираа за економската и за надворешната политика во тензичен директен дуел. При тоа разменија навреди и постојано си попречуваа во првиот од трите предвидени јавни дебати пред председателските избори на 8 ноември. Клинтон и Трамп се поздравија додека влегуваа на сцената за една од најочекуваните и можеби најгледани дебати со оглед на тоа што овој настан, како што се проценува, на телевизија го следеле над 90 милиони луѓе. За време на дебатата Клинтон на ривалот му се обраќаше со Доналд, додека тој со секретарка Клинтон. Но по учтивиот старт двајцата почнаа меѓусебно да се напаѓаат. При тоа Клинтон ги критикуваше темпераментот и кредибилноста на Трамп. Таа го портретира како човек кој кажува луди работи за да биде избран и го обвини дека го охрабрува рускиот председател Владимир Путин да покренува сајбер напади против американски цели. Вие живеете во вашата сопствена реалност, му рече таа на 70 годишниот милиардер и поранешна звезда на телевизиски реалити шоуа, кој досега никогаш не бил на јавна функција. Трамп ги повтори неговите обвинувања дека сегашниот политички естаблишмент довел Соединетите држави да бидат ослабени и деморализирани. Типични политичари, само зборување без акција, звучи добро, но без ефекти, изјави тој. Поголемиот дел од дебатата беше посветен на економската политика, при што Трамп ја обвини Клинтон дека поддржува трговски договори со кои се зголемува невработеноста дома. Клинтон пак го обвини Трамп за избегнување на даночните обврски. Во врска со националната безбедност и надворешната политика, Клинтон изјави дека нема сомневање дека зад последните хакирања во Соединетите држави стоела Русија и оти Трамп директно ја повикал да го прави тоа. Трамп пак, кој го пофали Путин дека бил силен лидер, рече дека зад хакирањето можело да стои Кина. Тој ја обвини Клинтон за тоа што користела приватен мејл за државни тајни. Go to her website. She tells you how to fight ISIS on her website. Well, at least I have a plan to fight ISIS. No, you're telling the enemy everything you want to do. Во врска со НАТО, Клинтон вети на тамошна поддршка на американските сојузници, вклучувајќи ги оние од источното крило на алијансата, кои се загрижани по руската анексија на Крим од Украина. Трамп, која стави под прашалник мудроста на заложбата на Вашингтон кон НАТО, изјави дека Соединетите држави не би требало да бидат, како што рече, полицајци во светот. Ова беше прва дебата на Трамп која доби кандидатурата од Републиканската партија, представувајќи се како нова личност која може да го потресе Вашингтон. Клинтон е ветеран во ваквите соочувања. Таа претходно имаше неколку јавни дуели со председателот Барак Обама, кога двајцата се тркаа за кандидат за председател на Демократската партија во 2008 година.